Експлоатацијата на деца за питачење е растечки проблем со кој се соочува источниот регион. Ако порано имаше мал број на деца кои родителите ги експлоатираа за дневно питачење, сега постојат дојави за нивно организирано транспортирање во други градови, каде што возрастни луѓе ги пречекуваат на одредени локации и им ги собираат парите од питачењето, пошто навечер се враќаат кај нивните родители. Ваквата појава е исклучително застапена кај ромската популација, а проблемот се провлекува со одобрувањето на родителите и индиферентноста на институциите за нивната заштита. Ваквиот проблем во помали размери веќе подолго време екзистира и во Штип. Постојат деца кои што се на улица и кои што питачат, не мора секогаш тие да биде жртви на трговија со луѓе, можеби понекогаш се принудени да го прават тоа поттикнати и натерани од нивните родители или најблиски во околината, така што потребна е секако координација меѓу институциите. Питачењето е една од формите поради кои се тргува со луѓе покрај сексуалната и трудовата експлоатација. Општина Штип во координација со Националната комисија за борба против трговија со луѓе веќе работи на изработка на акциски план за следните 2 години за ефективна превенција на ваквите појави. Акцискиот план кој што ќе го реализираме во наредните 2 години, а исто така ќе направиме и годишен оперативен план. Се надеваме дека во тој акциски план ќе бидат опфатени сите активности кои што се во надлежност на комисијата и кои што ќе можеме реално да ги спроведеме во нашата општина. За да покаже успех акцискиот план, неопходна е координација на надлежните институции. Може да се направи во координација со сите институции, со заеднички напори, за да се спречи сето тоа, да се информира населението. Изминатите 2 години во регионот жртви на трговија со луѓе биле 46 лица во 6 одвоени случаи, претежно со потекло од воените жаришта во Сирија и Ирак.